Почитувани гледачи на Спортска мрежа, ова ново издание од Спортска анализа на Спортска мрежа, одново анализираме погодоци со Александар Максимов, фудбалскиот тренер, но пред да стигнеме тој момент кога тој ги анализира погодоците од претходното 24-то коло, одеме да ги видиме резултатите и практично како одиграа екипите во претходното 24-то коло. Ова се резултатите, потоа ќе видиме нели и самата најава што практично ни следува во следното 25-то коло, кое што морам да потенцирам поради велигденските празници, наместо сабот имаме промена. Надпреварите од 25-то коло на втората македонска фудбалска лига се играат во понеделник, додека пак надпреварите од 28-то коло на првата македонска фудбалска лига се играат веќе во сабота. Ова се резултатите. Вардар Неготино Брегалница 1-0. Шишков беше тој кој што го постигна погодокот во второто полувреме над Свај арената. Брегалница загуби, не само што загуби 3 бодови, не само што го загуби над преворот од Вардар Неготино над Свај арена, туку Брегалница сега е 2 чекори назад во трката за директен влез во првата македонска фудбалска лига. Ќе видиме и табелата како изгледа, меѓутоа дефинитивно Брегалница прави голем чекор назад. Вардар Неготино одигра еден одличен надпревар, пред се многу добро беше постојан во првата зона. Брегалница имаше на посериозна шанса тамо некаде околу 90-та минута, меѓутоа многу добро интервенираше голманот на Вардар Неготино, го сочува чист својот гол и надпреварот заврши со 1-0. Вардар Неготино дојде до важен триумф во битката за потврда на опстанокот и то директниот опстанок во втората македонска фудбалска лига. Брегалница е таа која што може да жали, а од друга страна и секако се оддалечува од битката за директен влез во првата македонска фудбалска лига. Брегалница таа која што до крајот не само што не смее да загуби, туку мора и да се надева на киксови на конкурентите, бидејќи Штипени имаат навистина тежок распоред, играат дерби надпревари со конкурентите за првата македонска фудбалска лига. Детонит Плочковица дојде конечно до триумф и тоа пред својата публика од 2-0 над Борец, со што Велешени се втурнуваат уште по една тешка битка која што е водат со Осогово за барожот, ќе видиме и од табелата. Во Гевгели немаше погодоци. Кожув и лидерот Македонија Ѓорче Петров одиграа 0-0. Во автокоманда на Железарница екипата на Арсими со 0-2 го доби Скопје. Немаше погодоци во Кочени, каде што Осогово и Беласица ремизираа играјќи 0-0, додека пак Вардарски го направи големото изненадување откако со 3-0 триумфираше над Охрид. Ќе ги видиме грешките на фудбалерите на Охрид при моментите кога практично ги примија тие 3 погодоци. Ќе видиме како анализираше Максимов. Каменица Саса Башкими 0-5, дебакл на рударите на домашен терен. Саса е во длабока резултатска криза и ќе мора да се бара начин како да се излезе од истата. Во Новаци немаше погодоци, екипата на Новаци со победа 0-0. Ова е практично резултатите од претходното 24-то коло. Одеме сега да видиме како изгледа табелата во втората македонска фудбалска лига. Краток джингл и одеме со анализа на табелата од втората македонска фудбалска лига. Позади мене е табелата од втората македонска фудбалска лига. Стандардно нели во зелената зона, или тоа е зоната за директен влез во првата македонска фудбалска лига. Македонија Ѓорче Петров 53 бодови, толку има и Башкими. Овие две екипи за сега се водечки. Арсими се проби до третото место или во бараж зоната за можен влез во фудбалската елита на Македонија со 51 бод. Сега Брегалница останува закована на тоа четврто место со 48 бодови. Тоа што го зборев претходно, Штипени играат со директните конкуренти кога во прашање трката за влез во првата македонска фудбалска лига. Штипени ќе играат и со Македонија Ѓорче Петров, и со Башкими, и со Расими, и практично не само што треба да ги добијат овие надпревари, ќе треба од овие 3 екипи да чекаат кикс за да можат да избијат некаде таму напред во првите 2 места, ако Брегалница сака влез нормално во првата македонска фудбалска лига за следната сезона. Детонит Плочковица сега се пробива до петото место со 36 бодови, Беласица е шеста со 35 бодови, толку има и Охрид кој што е седми, се спушта Охрид едно место подолу. Екипата на Скопје е на 8-то место со 34 бодови, а по 32 бодови имаат Кожув и Саса кој што сега се спушта на 10-то место. Имаме една изравнето, значи може да видите дека една победа ве носи многу високо нагоре на табелата, една победа ве спушта надолу. И сега одеме во тој долен дел од табелата. Вардар Неготино ја доби Брегалница, ја закова
всушност на четвртото место, меѓутоа пак Вардар Неготино прогресираше сега на табелата до 11-тото место со 27 бодови, Новаци е и натаму на 12-тото место со 25 бодови, Победа е на 13-тото место со 24 бодови или на таа бараш зона на табелата. Портокаловата зона е всушност бараш зоната за опснок во втората македонска фудбалска лига, каде што е Согово откочени со 18 бодови. Жетварите има неизвестна сезона како и минатата, така и ова ми се чини дека оваа сезона ќе им биде многу потешко да се изборат за директен опснок, па веќе фокусот како план Б, алтернатива е баражот да се осигура. Борец и натаму е во трка математички нормално за директен опснок, меѓутоа теоретски тоа ќе е доста тешко, па останува битката да се обезбеди баражот. На 15-тото место се Велешени со 13 бодови на своето конто и Вардарски кој што го направи тоа големо изненадување, всушност е и натаму на дното, меѓутоа за прв пат Вардарски има двоцифрен број на освоени бодови или вкупно 11, меѓутоа останува во трката за евентуално бараж бидејќи има 7 бодови негатива или за останување во однос на Осогово, и тоа што треба да го потенцирам овде дека во последното коло во Кочани Осогово ќе опречека Вардарски во меѓусебниот дуел. Екипата на Вардарски е подобра затоа што триумфираше во последното есенско коло, кога всушност и екипата на Вардарски дојде до првото сезонско славие, совладувајќи го Осогово во Богданци, како што кажа, во последното 15-то есенско коло. Ова беше табелата, гледаме дека битката некако веќе за првата лига се филтрира, Брегалници има сериозна заостанување во однос на водечките Македонија, Ѓорче Петров и Башким. Уште нешто потенцирам дека Брегалница треба да игра со сите овие три екипи, со Македонија, Ѓорче Петров и Башкими на домашен терен. Со Башкими всушност во последното коло со Расими игра во гости, ќе видиме како екипата на Ристен Нумов ќе одговори на тој предизвик да дојде во ситуација да се избори за влез во првата македонска фудбалска лига и експресно се врати во елитата откако минатата сезон испадна заедно со екипата на Македонија, Ѓорче Петров. Сега одиме со тоа што да знам дека најмногу ќе ве интересира, а тоа се анализата преку графички приказ на погодоците и да видиме како истите беа постигнати. Стручен коментар дава секако фудбалскиот стратег Александар Максимов, кој што моментално има тренерски ангажман во соседна Грција. Ќе видиме тој како ги анализираше погодоците и како ја постави графиката при самите акции при постигнувањето на тие погодоци. Краток джингл и одеме со анализа на погодоците од претходното 24-то коло на втората македонска фудбалска лига. Екипата на Вардар Неготино погодокот го постигна после една наивна грешка од страна на играчите на Брегалница. Во ситуација кога има поседна топката и бројчена надмок над противникот, премногу наивно ја изгубија топката и при тоа нема соодветна реакција за да ја вратат во свој посет или да го спречат нападот на противникот. На самата графика можеме да забележиме дека има огромен простор помеѓу линиите на Вардар Неготино. Играчите на Брегалница не ја искористија таа предност. Играчот со број 10 во моментот на прием на топка сметам дека имаше многу подобри решенија од играта на прва, бидејќи во случај таа топка да поминеше не би имала некоја опасност кон голот на Неготино. Во продолжение на акцијата имаме многу лоша реакција на целокупната одбрана на Брегалница. Централниот дефанзивец мораше да реагира и подобро да го прецени летот на топката и да биде многу поблиску до играчот, односно напаѓачот на Вардар Неготино. Исто така левиот бек на Брегалница мораше да има многу подобра и побрза реакција. Едноставно мораше да ја испрати целата акција до крај и да се обиде да влезе во блок при самиот удар на напаѓачот на Вардар Неготино. При првиот погодок можеме да видиме дека екипата на Борец има доста лоша и неорганизирано поставена одбрана. Премногу лесно дозволија на двајца играчи на Детонит да влезат во небранетата зона и да успеат да го загрозат голот. Исто така сметам дека играчот со број 8 доста лошо ја нападна самата топка и самиот простор во кој што патуваше топката. Во таа ситуација сметам дека играчот со број 15 е во многу подобра позиција и би имал подобра можност да реагира. Во ситуацијата кога вториот погодок на надпреварот беше постигнат, видовме една пасивност од страна на играчите од средниот ред на Борец Велес.
видовме една дефанзивно лоша реакција. Исто така можеме да забележиме лоша поставеност на телата на еден од централните дефанзивци, како и на левиот бек на екипата од Велес. Исто така, во ситуацијата кога е постигнат погодокот, левиот бек на екипата на Борец Велес мора да остане човек на човек со играчот, односно напаѓачот на Детонит кој што го постигна погодокот. Првиот погодок екипата на Арсими го постигна последна лоша реакција на играчите на Скопје. На самата графика можете да ги видите движењата кои што сметам дека би го спречиле погодокот, како и екстремно лошата реакција на голманот на Скопје. При вториот погодок можеме да видиме на пасивност од страна на играчите на Скопје, многу лоша реакција по таа изгубена топка, многу оставен простор, како и индивидуална лоша реакција кај одредени играчи кои што ќе ги видите на самата графика. Исто така сметам дека и самиот голман при моментот на удар може да биде подобро позициониран. При постигнувањето на првиот погодок можеме да видиме мешовито поставена одбрана кај екипата на Охрид, која што има и бројчина надмоки. Лоша реакција на голманот, исто така и на играчите кои што се задолжени да бидат човек на човек, оставајќи го домашниот играч премногу лесно да ја нападне самата топка, со тој да постигне погодок. Во почеток на акцијата каде што е постигнат вториот погодок, на самата графика во дадената ситуација, можеме да видиме дека десниот централен дефанзивец на Охрид има доста лошо поставено тело, со тоа и самото додавање кон левиот централен дефанзивец е лошо, има доста подобри решенија во тој момент, а при тоа во моментот на додавање нема поглед преку рамо и преглед на самиот распоред на противничките играчи, како и на своите. Движењата исто така се пресликуваат и кај централниот дефанзивец на Охрид, кој има неколку подобри решенија во моментот, но се одлучува за најлошото, што резултира со загубена топка и во тој момент гледаме доста лоша или никаква реакција на целокупната екипа на Охрид во дадениот момент, особено на левиот бек и двајцата везни играчи кои што се без никаква реакција и се доста далеко од топката, што резултира со премногу лесен примен погодок. Кај третиот погодок можеме да видиме лошо движење на дефанзивната линија на Охрид, доста оставен простор, немањето на агресивност кај везните играчи, како и кај напаѓачот во моментот кога топката е кај еден од централните дефанзивци на Вардарски. И за крај исто така гледаме и лоша реакција по втор пат на надпреварот кај голманот од Охрид. Кај првиот погодок гледаме лошо движење на дефанзивната линија на Каменица Саса, како и на играчите од средината на теренот, играчот со број 10 и играчот со број 20 особено, во моментот на додавање кон противничкиот играч мора да бидат поблиску до него и да имаат подобра реакција. Кај вториот погодок гледаме доста споро и лошо движење на десното крило на Каменица Саса во ситуацијата кога противникот ја прима топката мораше да реагира поагресивно, бидејќи играч со број 10 не го следеше до крај својот играч, што резултираше со доста лесно влегување на играчот на Башкиме во слободниот простор и постигнат гол. Во истата ситуација сметам дека и доколку десниот бек е подобро поставен, би можел многу подобро да реагира во моментот при додавање на топката во простор. При третиот погодок гледаме доста лоша поставеност на играчите на Каменица Саса, огромен простор во централниот дел на теренот, лош тајминг и комуникација кај централните играчи за врска, како и задоцнетата реакција на левото крило, кое што многу порано мора да биде вратено во дефанзива.
и да го покријат тој простор. При четвртиот погодок имаме лоша проценка при изведување на аутот. На самата графика можеме да видиме дека играчот што го изведува аутот има и подобро решение од тоа да ја фрли топката во тој опасен скратен простор, каде што имавме ситуација 3-2, односно 3-3, што резултираше со лоша реакција, изгубена топка, како и многу лоша дефанзивна транзиција на екипата на САСА, особено централните играчи за врска и целата лева страна. Исто така сметам дека доколку голманот на САСА во дадената ситуација останеше на својата гол линија, би имал можност да реагира доста подобро. Кај петиот погодок гледаме лоша реакција на дефанзивната линија на САСА, оставен простор, како и лоша проценка, комуникација и движење на левиот централен дефанзивец со левиот бек. Одеме да направиме најавата на следното 25-то коло од втората македонска фудбалска лига, 25-то коло кое што, како што кажав, се игра во понеделник на 21 април од 16 часот. Ќе гледате и имаме оваа најава и практично ќе видиме како ќе изгледа следното 25-то коло. Новаци на домашен терен игра со Вардар Неготино. На Новаци му е потребен триумф за да го веќе осигури и го обезбеди опстанокот во втората македонска фудбалска лига. Важен ќе биде нели секако во на победничка форма кој што влезе Вардар Неготино ќе сака продолжување на истата, така да ќе гледаме еден, јас би рекол, на дербиот тој долен дел на табелата. Победа ќе биде принудена да бара триумф против САСА. Предноста за победа ќе биде тоа што САСА е во една голема резултатска криза. Од друга страна, победа има притисок да дојде до тие 3 бодови за да стави печат конечно на опстанокот и да има мир на завршењето од сезоната. Од друга страна, победа игра нели на домашен терен во можеби најфудбалскиот град во Македонија, ќе имам, претпоставам, и поддршка од публиката, така да ќе оди победа по триумф против САСА. Башкими Вардарски, Башкими на домашен терен во Куманово е апсолутен фаворит против Вардарски, меѓутоа ете да земеме се во резерва затоа што и Борец беше тој кој што излече бот од Куманово. Вардарски направи изненадување против Охрид, видовте како беа постигнати тие 3 погодоци. Вардарски го соволда Охрид со 3-0 домашен терен и имаме некој мотив сега тимот од Богданци да дојде евентуално до барем до бот. Сега Охрид игра со Солово. Охригиње ќе сакат нели да се вратат на победите после тој шок кој што го има во Богданци и тоа убедлив пораз од 3-0. Од другата страна, Солово има притисок да мора да дојде до позитивен исход на белијаден избор, односно да дојде до триумф, бидејќи ќе има сериозни проблеми кога е во прашање опстанокот. Од друга страна, Белас Скопје, ова ќе биде, јас би рекол, дерби од средичен дел на табелата, дерби за тоа сезоната да се заврши колку што е можно повисоко на табелата, тоа ќе биде максимум до 5-то место. Арсими Кожов, Арсими новој надпревар оди како фаворит. Арсими за сега е во најдобрата форма, има веќе 6 триумфи во низа, во најдобра форма, победничка форма против Кожов. Предноста од домашен терен секако е предност нели за Арсими. Македонија Ѓорче Петров, Детонит Плачковица, лавовите не смеат да кикснат, бидејќи со пораз видовте и од табелата може да заврши дури на 3-то место. Затоа притисокот кај Македонија Ѓорче Петров е голем. Детонит Плачковица нема што да загуби, со триумф само ќе оди кон тоа да го потврди 5-то место и сезоната да заврши на високото 5-то место на табелата. Од друга страна, Борец Брегалница, Брегалница не смее да киксне, не смее да погреши, бидејќи во секоја друга комбинација ќе ги заврши сите можни надежи веќе за директен влез кон елитата. Од друга страна, Борец има притисок да излече позитивен исход и оди на се или ништо, не може што да загуби, може само да добие. Мотивот и притисокот права да Борец оди исклучиво по 3 бодови против Брегалница. Почитувани гледачи на спортска анализа на спортска мрежа. Ова беше се што подготвивме за ова денешно издание. Можам само овде да открием еден детал дека започнуваме со анализи исто така со нашиот соработник Александар Максимов. Ќе ги анализираме и погодоците од првата женска фудбалска лига, така да веќе можам да открием дека најверојатно недела или понеделник ќе можете да ја погледнете спортска анализа посветена на
првата женска фудбалска лига, ќе ги анализираме погодоците пред се од Струмица на Тиверија против екипата на Топгол, како и ќе го анализираме на преворот помеѓу Истатов и Атлетико кој што се одигра во саботата. Ова беше се што подготвивме. Не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал, тоа е бесплатно, давате максимална поддршка, секој кој што сака да донира, секоја донација нас многу ни значи. Уште еднаш не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал Спортска мрежа подкаст, да не следите на нашиот портал sportskамрежа.mk и понатаму да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт. Спортски поздрав до следното издание.